Добар ден и среќен ден од стадиона на Викторија Жишко во Прага, каде што македонската фудбалска репрезентација придружувана од екипата на спортски новинари го има својот тренинг пред утрешниот пријателски натпревар против Саудиска Арабија, кој се игра на овој мал, но многу симпатичен стадион некаде во 17 часот по средноевропско време. Ке ги видите изјавите на селекторот Благоје Милевски и на нашиот Елиф Елмас во однос на надпреварот против Саудиска Арабија, а секако и на она што условно кажано е поважно што не очекува против Лихтенштеин во Скопје во недела, во една добра атмосфера, ведра атмосфера, секако дека радува и решавањето на статусот на двајцата од можеби предводниците на оваа генерација, Чурлинов и Елмас, кои го ставија својот подпис на новите клубови. Тоа го потенцираше и селекторот дека е добро за атмосфера за клубот, атмосфера за репрезентацијата, се извинувам. Во секој случај, една позитивна работа, една позитивна атмосфера, едно убаво дружење и секако проверка на капацитетите на нашиот национален тим, кој да не заборавиме по 4 одирани кола е прв во квалификационата група и со право, со реален, умерен оптимизам ги очекува наредните надпревари во квалификациите за светското првенство, каде што прв на Мегдан ни е тимот на Лихтенштеин, рекол во Скопје во недела 7 септември. Следуваат надпреварите против Белгија и Казахстан во Скопје, Белгија на гости во октомври и завршниот надпревар во ноември против Велс. Радува сето ова што овде го гледаме, што го слушаме, што сме на лице место и во кое можеме да се увериме, и реално е овој, би рекол, умерен оптимизам на нашиот селектор да биде поддржан и од нашата јавност, да биде поддржан од целокупната спортска јавност и да им се даде навистина убава шанса, зрела шанса на оваа генерација да го постигне и најголемиот успех во историјата на репрезентативниот фудбал, тоа е пласман на едно светско правенство. Јалче Доргутов од стадионот на Викторија Жишков во Прага за продукција Скок. Елиф, на почетокот вовет Саудиска Арабија, пријателски надпревар, меѓутоа, како што кажа и селекторот, претпоставуваме дека ќе влезете максимално сериозно за практично подготовка за она што не очекува со Лихтенштеин и понатаму. Па искрено да ви кажам, за нас пријателски надпревари нема, но овој надпревар ќе ни даде многу, затоа што сите ќе видиме до каде сме и какви припреми поминавме, пошто сега играш против еден стварно сериозен противник, гледавме некои снимки од Саудиска Арабија, така да максимален фокус е кога се игра за репрезентација, така да ова ќе ни биде подготовка за Лихтенштеин. Елиф, како си подготвен, бидејќи имаш едно необично лето на подготовки, како се чувствуваш, колку ти значат овие два надпревари кои што сега следат и во перспектива на сезоната? Па не, искрено, имав добри припреми у Лајпциг, така да спремен сум. Нормално некогаш кога тренираш со екипа е многу поразлично, но сепак сум спремен и овие два надпревари секако ќе ми дадат доста, затоа што после толку време повторно ќе одиграш некој надпревар кој што многу ќе ми значи за понатака, така да спремен сум, ќе видиме овие надпревари како ги поминеме. Спомна дека гледавте некои надпревари од Саудиска Арабија, каква репрезентација е, кои се карактеристиките? Не играме често против вакви репрезентации, затоа веројатно ни треба и малку повеќе насочување и тоа гледање на снимки за да се подготвите. Па да, искрено гледавме некои снимки, играат доста со посет, играат добар фудбал, знаат да ја чуваат топката, така да ќе мора да бидеме максимални сконцентрирани и да направиме висок пресинг, мислам дека, но тоа ќе видиме што како ќе каже селекторот. И не секогаш како и претходно искачаме на победа, затоа што знаеме дека имаме квалитет, така да поише ќе зависи од нас, мислам, него од Саудиска. Има некој друг? Ја имам уште едно? Може? Кусо мислење, Саудиска Арабија е учесник на 6 светски првенства. Седмото е веќе на врата, мислам дека се една нова се пласирани. Дали е тоа мотив повеќе и за победа? Па секако, секогаш е мотив, секогаш кога играш репрезентација за нас е мотив плюс, така да мислам дека Саудиска е квалитетен противник, како што кажав, пошто гледавме некои снимки, мислам дека ќе биде многу добро ова за нас и многу значително за преднот првот против Лихтенштеин.
Чудна е малку состојбата на табелата, некако не сме научени да бидеме лидери, 8 бода имаме од 4 надпревари, вака изгледа супер позитивно за атмосферата. Како вие фудбалерите го доживувате сето ова? Тешки надпревари следуваат до крајот, реваншите на гости. Па да, следуваат тешки надпревари, но ние сме максимално сконцентрирани и како што кажав и претходно, ние сакаме да се пласираме на едно светско првенство и мислам дека може би оваа година е таа правилната, затоа што сите го сакаме тоа, сакаме да си ги исполниме нашите соништа. Сега моментално сме први на табелата, но има уште многу утакмици кои што треба да се одиграат, така да утакмица по утакмица се надевам дека ќе стигнеме до целта. Благодариме, многу успех и многу среќа. Фала многу. Фала се многу. Фала. Да се видиме на светско. Дај Боже. Царци. Фала. Жив здрав. Фала многу. Селектор е веројатно малку необична недела за подготовка, бидејќи имаме еден пријателски, потоа официјален надпревар, меѓутоа кога се игра за репрезентација и секој надпревар е важен, тоа и играчите го потенцираа. Како вие се подготвувате? Секако дека е така, максимално сериозен противник не очекуваме, случајно да одлучивме да играме со така квалитетен противник, за да имаме увид во вистински увид, он е реален во нашиот потенцијал моментален со кој поседуваме. Секако дека ќе добија сите оние што играчи што до сега нема можност да го покажа својот потенцијал, но тоа не значи дека не е важен и перформансот наш и резултатот сега. Саудиска Арабија е репрезентација против која што не играме често, иако неодамна има пријателски надпревар. Зборува за карактеристиките на оваа репрезентација која што е редовен учесник на светските првенства и која што веројатно по многу работи се разликува од европските селекции со кои што играме почесто. Пак е повторно, не случајно одборавме да играме со таков противник кој е редовен учесник на светските првенства, со таков квалитет и како предизвик го гледам да споредиме со таков тип на противник и нашите играчи кои настапуват во Европа. Мислам дека сите оние што ќе настапат утре ќе бидат во функција на она што не очекува за недела. Пак е повторно дека тој најпростовникешен може би и најважен во нашите тековни квалификации и сето ова е како подготовка и припрема за тој напред. Овие два надпревари доаѓаат практично или на почетокот од шампионатите во Европа или пак во предсезона. Колку се нашите репрезентативци физички спремни и акцент на двајцата нови фудбалери кои што ги викавте во репрезентацијата. Што очекувате од нив во овие два надпревари? Веројатно добра награда и за еден од фудбалерите кои што игра во вашето првенство, кој што има постојан развој. Што очекувате од нив на овие надпревари? Сега го очекувам да го покаже својот потенцијал и се надевам дека ќе се наметнат на зголемата конкуренција на нашиот тим. Што очекувам? Очекувам дека ќе покаже Македонија дека има потенцијал. Фудбалери што има помала минутажа, имаме овој период преди пол одредени проблеми со нашите фудбалери што се носат до бареме нови средини, некој за вчера дека го решија својот статус, што ме радува тоа, но сето тоа се надам дека нема да остави трага на нивната физичка подготвеност, за натпреварска форма, дека како што кажате вие, негорено да се говори, но пред се најважно е да бидат здрави и физички подготвени. Благодарам. Hvala.